И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на InTouch. Покорноста во животот на верникот. Првата лекција за покорност се наоѓа во првата книга на Библијата. И тоа многу рано во првата книга. Ако свртите во втората глава на Постанок, овде е првата лекција за покорноста, која може да се најде во Библијата. Писмото вели во втора глава, почеток на стих 15, откако Бог создаде се. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Еденската градина да ја обработува и да ја пази. Овде е Адам сам. Господ Бог му заповеда на човекот велејки: од секое дрво од градината може слободно да јадеш, но од дрвото на познавање на добро и зло не јади, зашто во оној ден кога ќе јадеш од него, сигурно ќе умреш. Каква прекрасна лекција! Тоа е првата лекција на покорност. Во оној ден кога ќе јадеш од плодот на тоа дрво, ти навистина ќе умреш. Бог беше создал се, апсолутно совршено и прекрасно. И овде кажал една лекција, првата лекција што морате да ја научите. Во оној ден кога ќе јадеш од него, ти навистина ќе умреш. Тоа беше Божиот начин, велејќи дека има последици за прекршување на моите правила во средината на сета таа прекрасна убавина и бескраен благослов што го обезбедив за тебе. Вистината е дека во мојата и твојата фамилија, првата лекција која треба да ги научиме нашите деца е лекцијата да се покорат. Ако свртите во Ефесијаните за момент, ќе забележите дека Павле го нагласува ова во глава 6 во неговото послание до Ефесијаните. Почеток на стих 1, тој вели: Деца, покорувајте се на вашите родители во Господа. Тоа значи, правете го тоа од побожна гледна точка. Зошто тоа е правилно. Почитувај го твојот татко и твојата мајка, која што е првата заповед советување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. Потоа, тој зборува на татковците и така натаму. Но погледнете го ова. Деца, покорувајте се на вашите родители во Господа, зашто тоа е правилно. Значи, во семејството. Првата лекција гледаме дека е децата да се покоруваат на своите родители. Ние треба да се покоруваме на семоќниот Бог кој е авторитет на нашиот живот. Кога го правиме тоа на начин како што треба, тогаш ќе ги научиме нашите деца да не се покоруваат нам. Помислете на ова за момент. Можеби сте израснале во вакво семејство. Вашето семејство можеби оди на црква и можеби те воделе. Но потоа татко ти или мајка ти живееле како ѓаволот. Но тие очекувале ти да бидеш послушен и ти да живееш побожен живот. Што значи, ти имаш конфликт во детскиот ум. Кога детето знае правилно и погрешно, ги гледа своите родители кои се авторитети на неговиот живот и гледа дека тие прават нешто спротивно од она што го поучувале. И тие му се пример во животот. Се јавува збрканост, фрустрација и на крај потполна непослушност. Затоа ќе те прашам, дали се сметаш себе си за една покорна личност? Кога ќе се разбудиш утрото, дали мислиш на фактот пред да го почнеш денот: Господе, сакам да ми помогнеш да бидам чувствителен денес кон луѓето што ќе ги сретнам, работите со кои ќе се соочам и над се друго, сакам да бидам покорен на тебе, знаејќи дека тоа е секогаш правилната работа. Зошто не го почнеш денот со таа мисла дека сакаш да бидеш покорен на Бог денес?
Тоа не значи дека ќе бидеш совршен. Не значи дека секогаш ќе ја направиш правилната работа. Но кога си побожна личност и живееш во покорност, кога ќе направиш нешто погрешно или помислиш нешто погрешно, веднаш Божјиот дух ќе те просведочи за тоа и ти ќе решиш токму тогаш дали ќе бидеш покорен на Бог или не. Ако си духовно исполнет христијанин, тој е под контрола и покорност на Светиот Дух. Ти ќе исповедаш, ќе бараш Бог да ти прости, ќе се покаеш и ќе продолжиш напред. Така, да се биде повикана личност од Бог или да се биде побожна личност, не значи дека ќе бидеш совршен. Никој од нас не е, никогаш нема да биде, но има разлика. Побожната личност веднаш ќе признае, ќе исповеда што се случило, ќе се покае за тоа и ако треба ќе одиде кај некој друг, ќе се справи со тоа и ќе рече, барам да ми простиш. Таа личност ќе го стори тоа. Оваа идеја е дека јас ќе се погрежам за тоа следниот пат. Веројатно има многумина од вас кои слушаат и гледаат, ако му кажале на Бог пред години за некој во вашето семејство кој ви направил зло и навистина ви направил лошо и рековте, јас ќе се справам со тоа подоцна. Вчера помина, следниот ден и следната недела, следниот месец, следната година, речиси следната генерација, се уште не сте се справиле со тоа. Еве ја првата лекција во Библијата и првата лекција во семејството низ целиот стих. Например, добар стих би бил 1 Самуилова глава 12. Погледнете таму за момент. Сакам да го забележите 15 стих. 1 Самуилова глава 12 стих 15. Светото писмо вели: Бог вели на својот народ, ако не го слушате гласот на Господ Бог, внимавајте, туку се буните против заповедта на Господ, тогаш раката на Господ ќе биде против вас, како што беше против вашите татковци, што е спротивно на послушност. Бунт. И токму тоа го кажува Бог. Ако ние избереме да не му се покоруваме, она што го правиме е бунтување против врвниот авторитет во вашиот живот, кој е семоќниот Бог. Значи, кога си го поставувате прашањето, дали јас сум послушен човек, никој не може да одговори на тоа, освен вие. Сите ние правиме грешки и грешиме понекогаш. Кажеш погрешна работа, направиш погрешна работа, погледнеш на погрешен пат, што и да е. Начинот на кој се справуваш со тоа е, исповедај, баре Бог да ти прости и оди напред, бидејќи Бог ќе ти прости. Тој знае дека ние учиме да живееме христијански живот. Ние не доаѓаме во светот знаејќи како да живееме христијански живот. Затоа, ајде да разјасниме што мислиме кога ќе кажеме покорност. Некој вели, па Библијата е голема и што мислиш дека е покорност? Слушате внимателно. Не можете да го пропуштите ова. Дали слушате? Кажете амин. Покорност значи да го направиш она што Бог ќе каже. Начин како тој ќе каже и тогаш кога тој ќе каже. Не можете да елиминирате ниту едно од овие. Она што тој ќе каже, како што тој ќе каже и кога тој ќе каже. Се што нема од овие нешта е непокорност. Честопати, ние сакаме да ги преправиме термините, но многу е јасно кога ќе видите во Библијата, почнувајќи од Адам, се до крајот на Светото Писмо, многу е очигледно дека Бог е нашиот авторитет. Ако јас не сум покорен на Него, тогаш не сум покорен на мојот врховен авторитет. Кога сум покорен на Него, се покорувам на мојот авторитет. Изворот на добрите работи и изворот на казните, кога не сум покорен на Него. Значи, сакам да размислите за ова. Еве уште една дефиниција. Што е делумна послушност? Непослушност? Верувате во тоа? Кажете амин. Горед. Дали верувате дека Библијата учи десеток? Кажете амин. Тоа е малку тивко. Добро, да речеме, давам на место 10%, ќе дадам 5%. Дали тоа е послушност? Видите, не е прашање на пари, но ќе ве предизвикам да му бидете послушни на Бог. Тоа е само еден пример. Например, да речеме дека Бог те повикува во служба. Може би да бидеш пастор, или може би да одиш на мисионерско поле, или на некое друго место. Велиш, па јас секако сакам да му служам на Бог, а тој те повикал да бидеш мисионер. Велиш, знаеш што, еве што ќе правам. Ова е вистината. Слушнав луѓе како му го кажуваат ова. Јас
Знам дека Бог ме повикува, но она што ќе го правам, ќе заработува многу пари и ќе ги дадам за Господовото дело. И мислам дека тоа е веројатно исто толку добро како проповедање. Тоа е чин на апсолутна непослушност кон Бог. Не можеш да му платиш на Бог, не можеш да му дадеш доволно пари на Бог за да се искупиш за непослушноста. Или можете да кажете, например, не, нема да одам, нема да го проповедам Евангелието, но ќе предавам во неделно училиште. Можете да држите 1000 часови во неделно училиште, но ако не го направите она што Бог ви го рекол да го правите, тоа е непослушност. И ние имаме вакви начини на размислување во нашиот ум. Па ако го направам ова, сигурно треба да му угоди на Бог. Знаете, што му угодува на Бог? Послушност. Непослушност во било која форма или каква било имитација, со се што имитирате послушност, тоа не е послушност, тоа е непослушност, а непослушност секогаш носи казна. Сега, може да ни се чини дека некои луѓе се извлекуваат неказнето. Не, не се извлекуваат, можеби ќе го избегнат законот човечки гледано, но постои закон и постои Бог од кој нема бегање. Бог е прекрасен Бог на љубовта и тој знае што ќе ни се случи ако не научиме послушност. Нема ништо да му направи нему. Тој има апсолутна контрола врз се. И затоа послушноста е апсолутно неопходна во овој живот. Секако, таа е за да му угодиме на Бог. Значи, ако ние не му се покоруваме, се бунтуваме против него. Сега погледнете во Јован, глава 14. Почеток на стих 15. Тој вели, ако ме љубите вие, ќе правите што? Ќе ги држите моите заповеди. Потоа, ако погледнете во стих 21, тој се уште зборува истата вечер на истата група. Оној кој ги има моите заповеди и ќе ги исполнува е оној кој што ме љуби. Потоа, одете надолу во стих 23. Сега Исус го вели сето ова во неколку минути 3 пати. Во стих 23. Ако некој ме љуби, ќе го пази моето слово, и мојот татко ќе го сака него. И ние ќе дојдеме кај него и ќе живееме во него. Оној кој не ме љуби, не го запазува моето слово, а словото кое го слушавте не е мое, туку на таткото кој ме испрати. Исус сакаше да биде јасно дека ако вие ме љубите, ќе го правите она што јас ви го велам. Ќе се сетите што реков јас и ќе ги пазите моите заповеди. Слушайте, тоа се уште важи. Ако јас и ти го љубиме него, ние ќе ги пазиме неговите заповеди. Ако јас речам, колкумина од вас го љубат Бог, веројатно сите ќе кренете рак. Но ако застанам и речам, дали ги пазите заповедите од Бог, многу мина од вас нема да кренат рака, бидејќи наеднаш си мислите, па чекај малку, јас можам да погледнам во 10 заповеди и пазам некој од нив, но некој од нив не. Ако ти си неискрен, неморален, или што и да е, или ги злоупотребуваш луѓето, тогаш 10 заповеди не беа само предлог. Тие се доказ за тоа како Бог размислува и за она што тој знае дека е најдобро и правилно. Така, кога тој вели не кради, тоа тој навистина го мисли. Ти можеш да кажеш, па јас само малку си зедов. Не, тоа не е тоа. Така, кога гледаме што вели Бог, секој од нас би требало да признае, да исповеда, да свати и да разбере дека она што Бог го вели е најдобро. Така, дали ќе кажете амин? Она што Бог го вели е најдоброто, и ако тој нарекува некои работи непокорност и грев, тогаш тоа е тоа. И така, ние плаќаме казни. Покорноста треба да биде начин на живот. Се будиме наутро. Јас не морам да се разбудам наутро и да кажам, денес јас ќе бидам покорен на Бог. Не, едноставно се будам наутро мислејќи, Господе, води ме денес, помогни ми да го видам она што треба да го видам, да го правам она што треба да го правам, да слушам она што треба да слушам. Не дозволуваме ми да занемарам нешто, драги Боже, што ти е важно. И Господе, ако во нешто сум искушуван, ти само потсети ме дека покорноста е клуч. Покорноста не е само Божји закон, Божја воља. Слушайте, тоа е најдобриот начин да се живее покорно кон Бог. И нема замена за покорноста. Ако Бог вели не кради, што тој мисли не кради? Општеството во кое живееме, некако сакаме да манипулираме со работите и велиме, па знам што вели Библијата. И потоа, што е следниот збор? Но,
Не можеш да бидеш подобар пред Бог, и ако Бог вели не прави нешто што и да е, тоа е затоа што тој се обидува да не заштити. Кога ти им кажеш на твоите деца, не се играјте со кибрид, што им кажуваш? Не сакам да ја запалите куќата. Може би велиш, знаеш, едно кибриче нема да те повреди. Можеш да имаш едно. Тоа е точно она што луѓето го прават за другите работи. Еднаш не боли. Секој алкохоличар веројатно ќе рече, една чаша нема да ме повреди, некој за нешто друго, па едно нема да ти наштети, или едно дело на неморалноста нема да те повреди. Не почнувај со едно, ние сме покорни на Бог, покорноста е најдобриот начин, внимавајте, покорноста е најдобриот начин да се живее, но некогаш и е најтешкиот. Но она што е тешко, што прави? Тоа не испитува. Ние согледуваме кој и какви сме на вистина. Ние во нашата врска со Бог преку нашата покорност на Него. Кога гледам во тие места од писмото, сваќам дека некогаш покорноста е тешка. Јас сум бил во ситуации во мојот живот, какви што имате вие. И некогаш ми беше тешко да се биде покорен, но благодарам на Бог, дека секој пат кога ќе погледнев и си мислев кои се последиците, нема грев. Нема грев кој е вреден за последиците кои треба да ги платите. Ниту еден. Без разлика што и да е, Бог не ги дал последиците кои не јакнат, кои не повредуваат, кои болно не рануваат, за да направат што? Да не насочат да ги вршиме правилните работи. Затоа ќе ве прашам, дали се сметаш себе си како покорна личност? Како што размислуваш за својот живот, со други зборови, кога одиш на работа, дали сакаш да правиш повеќе, не само она што мора да го правиш, но се што би требало да правиш. Кога некој ќе погреши нешто против тебе, што е твојот одговор? Што вели Бог? Ти простуваш. Така, одиме право на главното. Еве што вели Бог. Веројатно, ако те прашам нешто за ова, она, ќе ми дадеш правилен одговор на секоја работа. Знаеш ли зошто? Бидејќи ти и јас знаеме што е правилно и што е погрешно. Ти можеби не си способен да цитираш стих од писмото, но знаеш дека некои работи едноставно не се исправни. И така, ние знаеме што треба да правиме. Работата е дали јас го љубам Бог доволно. Дали јас го признавам неговиот авторитет, како што би требало да бидам покорен на него, бидејќи покорноста може да биде најтешкиот начин, но најдобриот. Не понекогаш, секогаш. Прави го она што Бог го вели, на начин како што тој вели, и кога тој ќе рече направи го, тогаш. Ние читавме само еден дел од Јован, и најдовме 3 стиха каде Исус рече, само за неколку моменти, ако ме љубите, ќе ми бидете покорни. Ако ме љубите, ќе ги пазите моите заповеди. Ме љубите, се покорувате. Ме љубите, ќе се покорите. Ме љубите, ќе ме послушате. Така, ако речеме, па јас го љубам Бог, но тогаш ние ја признаваме нашата грешност и наместо да направиме нешто околу нашиот грев, ние продолжуваме да зборуваме колку многу го љубиме Бог, но не го љубиме. Сега, ако си личност во брак или длабоко влюбен во некој, и кажеш на таа личност дека навистина ја љубиш, искрено ја љубиш, но се затекнеш со некој друг во некоја неморална ситуација. Ако речеш на твојот сопруг или твојата сопруга, јас навистина те љубам, но сепак ќе си пијам или ќе пушам трава. Те љубам, ама не одам на црква. Те љубам, но немам време за Бог. Луѓето имаат и љадници причини зошто тие се непокорни кон Бог. Но многу ретко ќе ги слушнете да речат, јас нема да се покорам на Бог. На сите јазици покорноста е да го правиш она што Бог го кажува, на начин како што тој кажува, и кога тој ќе рече, дали се сметаш себе си како една покорна личност? Јас не реков совршена, но покорна. Бидејќи, ако си една покорна личност и се затекнеш себе, како зборуваш, мислиш и правиш нешто што не е правилно, Светиот Дух ќе те просведочи. Светиот Дух нема да чека со недели да не пресведочи,
Слушайте, кога ќе поверуваш во Исус Христос како твој личен спасител, Светиот Дух доаѓа во твојот живот и, слушайте, тој никогаш не спие. Можеш да си мислиш, не. Светиот Дух е таму. Тој вели да не предсведочи за грев, што значи да не направи свесни кога грешиме, за да можеме да го исповедаме тоа, да се покаеме и да се одвратиме од тоа. Тоа е едно од неговите работи, да не пресведочи за гревот, но тоа не е единствената работа. Бидејќи со тоа просведочување, Светиот Дух исто така е таму да не оспособи тебе и мене да донесеме правилна одлука, да правиме правилни работи и да бидеме спремни да исповедаме кога правиме погрешни работи, да бараме Бог да ни прости, да не исчисти и да го направи нашиот живот. Ние ја имаме неговата помош. Тој ќе ни покаже што не е правилно. Тој ќе не донесе до убедување и од време на време ќе слушнете како некој вели, па Бог го просведочил или нешто друго. И тие плачат, липаат, плачат. Што значи тоа? Еве што значи. Тоа значи ќе слушнете како луѓето велат, знаев дека тоа не беше во ред. Барав Бог да ми прости и сега сум добро. Има луѓе кои гледаат длабоко внатре и сваќаат кога повредиле, како искрено биле непокорни спрема Бог, како се повредиле самите себе. И тоа просведочување не е само исповедање, но тоа е длабоко плач над природата, над својот греф и својата непокорност. Зошто тоа се случува? Бидејќи Бог сака да се менуваме. Тој сака да се менува еден став, едно дело или навика. Од време на време некој ќе најде, веројатно, многу често денес, луѓето ќе се пронедат себе си со навики во нивниот живот, што не знаат како да се справат. Ќе речат, едноставно не можам. Во твојата собствена сила можеби ти не можеш, но со силата од суверениот Бог на универзумот, да, ти можеш. Бидејќи ти ја имаш силата на самотниот Бог да те оспособи да го правиш она што е правилно. Тој ни ја ветува силата да правиме што е правилно. Затоа, ние треба да се запрашаме себе си. Која е мотивацијата да се биде покорен на Бог? Па најпрво од се, тоа е почитак кон тоа кој е тој. Ако јас сум непокорен кон Бог, јас го намалувам тоа кој е тој. Така, една од најпрвите работи кои би требало да ме мотивираат да бидам покорен е да признаам кој е Бог. Тој е свет Бог, суверен владател на целиот универзум, кој го даде неговиот еднороден син Исус да умре на крстот и да ја пролие неговата крв, за да ни прости за нашите гревови и нашата непокорност. Тоа би требало да не мотивира да сакаме да живееме побожен живот. Така, кога размислувам за мотивацијата, кој е Бог, тој е број 1. Второ, ние имаме желба да му бидеме угодни на Него. Јас сакам да угодам на Бог. Јас не сакам да го налутам Бог во секоја област. Живеев доволно долго да сватам дека ако го разлутам Бог, тоа не ми донесува мир, радост, среќа или што е да е друго. Што сакам во животот? Да угодам на Него. Секогаш е исправниот правец. Некогаш е многу болна патека, но се уште е најдобра. Што покажува тоа? Тоа покажува што верувам јас во Бог, го почитувам или не го почитувам. Вие треба да се запрашате, дали јас го сакам доволно Бог за да се покорам на Него и кога тоа не ми е лесно и прифатливо, дали јас го љубам толку многу? Така, секое утро кога се будиш ти имаш избор. Денес јас ќе се покорам на Бог. Денес јас ќе го правам она што јас сакам. И како што реков претходно, намерно, понекогаш е тешко да бидеш покорен, но тоа е секогаш правилната работа. И јас ќе ти докажам за да видам благослов во твојот живот секогаш. Но каде почнува тоа? Покорноста почнува во твојот живот, помеѓу тебе и Бог, кога го слушаш планот на спасението или слушаш како да бидеш спасен. Светиот Дух работи токму сега. Тој работи во твојот живот токму сега, помагајќи ти да го разбереш она што го слушаш. Тој веќе ти покажува работи во твојот живот кои не се правилни. Ако ти си спремен да побараш Бог да ти прости за твоите гревови,
Спремен си да побараш од него да ти прости за твоите гревови, не затоа што ќе направиш нешто подобро, или поради ова и она, побаре од него да ти прости врз основа дека тој го прати Исус, неговиот син, да умре на крстот, да ја плати казната за сите твои гревови. Така да, ако ние му веруваме на него, тој ќе ни прости врз основа дека Исус ја плати нашата казна со неговата смрт на крстот. Така, нашите гревови можат да ни бидат простени и можеме да живееме по Божен живот. Таму почнува се. И тоа е мојата молитва за вас, да донесете мудра одлука и да изберете денес, каде и да сте, кој и да сте, што и да се случува. Изберете сега да побарате Бог да ви прости за вашите гревови, предадете го вашиот живот на него и гледајте како тој ќе прави прекрасна работа во вашиот живот. Одлука за која никогаш нема да зажалите, но ќе бидете благодарни. Татко, колку благодарни сме ние што ти секогаш го исполнуваш твоето слово. Ние никогаш не треба да се грижиме дали ти ќе се предомислиш, никогаш не треба да се грижиме дали ќе заборавиш нешто за нас, но апсолутно не љубиш за цела вечност. Затоа јас верувам дека секоја личност која ја слуша оваа порака ќе биде доволно мудра да донесе одлука која треба да ја донесе, за да каже, како што најдобро го знам моето срце, јас живеам живот во покорност кон мојот небесен татко. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.